Целосна забрана за пушење речиси во сите јавни простори, во објектите на здравствени и образовни институции, во сите видови јавен превоз, во кафулиња кои не се отворени од сите страни, ниту на спортски терени, затворени или отворени, нема да биде дозволено пушењето цигари, а нема да биде дозволена ниту каква било реклама, не само во традиционалните медиуми, туку и онлайн. Забраната ќе важи за јавни личности и инфлуенсери, кои нема да можат да промовираат производи или уреди за тутун. Овие законски измени се предвидува да стапат на сила од 1 март, но што мислат граѓаните за нив? Па човек ако влезе негде во некој ресторан да пие кафе или што, па мора да запали цигара. Значи недозволено. И на автобус што чекаш не смееш да запалиш цигара. Надвор да си не смееш. Па и дома да дојде да те суди, барам, да не запалиш и дома. Ако некого смета, нека влезе внутра. Има тараса кај да се пуши. Сега за еден, двојца што не пушат, другите пушачи не треба да пушат. Тоа не чин така. Закон не е тоа закон. Други изјавија дека се за овој закон, иако самите се пушачи. Немам против, ако сум пушач, значи треба да не се пуши, меѓутоа да не ме дискриминира мене, нека ми направи простор во кафечот, јас да си седнам, како што се законот, нели да можам да си пијам кафе, да се уживам во моето задоволство, да се напијам, нека има друга просторија за непушачи, ја нема да загорозам таму. Ја мислам дека треба да постои, затоа што ние не штетуваме на непушачите. Значи сите, еве, кафичи, јас знам дека сите сакаме со кафе цигара, еве, јас сум пушач. Ама, па многу штетиме на тие непушачите. Мислам дека е добар. Види што е. Ова е едно од најлошите нешта. Никаде го нема во свет ова. Сум бил во неколку држави, ова не може да биде вака. Ма нигде не би требало да пушиме и таква работа. Јас сум против пушењето. Али ете, видиш, сум се адаптирал на тоа, не сум се прилагодил. Али се трудам максимално што помалку да пушам и таква работа. Директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски преку објава на социјалната мрежа X соопшти дека цигарите ќе бидат забранети и во приватно возило ако има деца внатре. Тој исто така најави високи казни до 5000 евра за компании, од 100 до 300 евра за граѓани. Според истражувањата, 45% од возрастното население во земјава пуши, додека 37% кај младите на возраст од 15 до 16 години се активни пушачи. Истражувањето воедно велат дека над 40% од младите користат електронски цигари.